Здраво, дечки! Дали се слушаме? Да. Супер. Предпоставав дека се слушаме, но сепак да проверам. Моето име е Бобан Козаров, јас сум дел од екипата на СИМТ, која што се погрижи да го донесе ICS2 платформата во нашата земја. Како што знаете, не знам, валјда добар дел од вас беа на презентацијата на словенците, кога кажуваа што тоа ќе значи како модул и што тоа значи за вас како луѓе во браншата. Ние успеавме како нивни партнери да направиме модул кој што ќе помогне фактички да ги изработувате вашите ICS2 документи кои што ќе бидат потребни за сега практично од понеделник, задолжителни за влегување во Европа. Овој модул и ова генерално како начин на работење е ново за сите, па дури и за словенците, значи сите што се вклучени во ова имаат доста прашања, доста нејасноти. Јас верувам дека заеднички ќе успееме да ги разрешиме сите евентуални прашања што би ги имале во врска со модулот, нејасноти и сите тие работи. Меѓутоа, додека не започне, реално и ние имаме голем дел на неодговорени прашања кои што се однесуваат на правни, технолошки и други, да речеме, работи инволвирани во ситуацијата, но ние обезбедивме практично технички да вие можете непречено да изработувате декларации кои што доколку имате нашата Фрајтнет апликација ќе бидат преземени од веќе изработените NCTS 5 декларации. Овој систем се однесува најмногу за превозниците, знаете и самите, но може да го користат и шпедитерите кои што практично ги внесуваат податоците за нив. Може да се користи со нашата апликација, значи ако веќе користите NCTS од нашата апликација, може и самостојно да се користи, значи без да изработувате NCTS документи во нашата апликација, можете директно да внесете ICS2 документ и меѓутоа ќе треба да ги пополните сите податоци што инаку би ги пополнувале во NCTS декларацијата. Накратко, мислам дека тоа би имал да го кажам како вовед за модулот, а сега технички ќе го представи Сашо Мишевски, ќе покаже како во суштина се изработуваат декларациите и како се преземаат од NCTS 5. Јас би замолил да останете сите мутирани и доколку имате некакви прашања да ги напишете во чатот, а ние ќе се потрудиме да одговориме на што е можно повеќе прашања. Јас би замолил исто така да се фокусирате на техничкиот дел, затоа што другите прашања ќе ги сочуваме и ќе се консултираме за да видиме дали можеме да дадеме соодветен одговор на тие. Ви благодарам. Сале, повели. Здраво на сите, јас сум Сашо од развојниот тим на СИМТ, кој за оваа потреба развивме нов ICS2 модул. Вие повеќето кои што имате работено со NCTS 5, ова ќе ви изгледа многу слично, нема да има некоја посебна нова работа. Повеќето од работите се изведуваат од NCTS 5 декларациите и преку неколку примери ќе покажеме основните сценарија како се изработува декларација, односно како се превзема од веќе изработена NCTS, каде што поголемиот дел, од прилика да кажеме 70% од податоците се тие со тоа што ќе треба да се превземе, да се дополни, да се валидира со сет на правила кои што ги имаме имплементирано на наша страна и потоа да се испрати кон ICS сервисот кој што е во Словенија, преку Словенија се интегрира со европскиот ICS систем и при тоа да се добие валидација на декларацијата од нивна страна или пак одбивање со насоки, односно грешки и
корекции на самите податоци. Сега ќе почнам јас со споделување на екран само кратко и ова е како што имате видено, бар тие кои што користите нашата апликација моментално. Шерната е. Само секунда. Шерната е. Цел скрин. Ајде. Share. Window. Аха, тој само. Добро, не може цел скрин, добро, секунда. Аха, овдека е ново. Добро. Ето така. Веќе сте запознаени со NCTS, делот за транзитни декларации. Тука како пример, знаете се околу ова, тие кои што користите системот, а и тие кои што користите друг систем за изработување на NCTS. Овде ние спремивме една транзитна декларација која што моментално е во статус прифатена, 28-ца, и преку тоа можеме да накратко само ради пример да ја прегледаме, да видиме кои податоци ги содржи едно наименување во едно складиште и си има, значи, дел од пријавата си е пополнет уредно со сите делови, гаранцијата, учесниците, кои што во случајов овде се спроведувач на процедурата, односно тоа е шпедицијата, која што во случајов, ради пример, повторно ќе кажам, содржи идентификатор како еури број, бидејќи таа, а исто така и транспортерот треба да имаат валиден еури број регистриран во Европска унија, исто така испраќачот и примачот, кои што се задолжителни, и представникот во случајов кој што ќе го презентираме не е задолжителен, меѓутоа ќе спомнеме избор 2 нешто за него таму. Потоа ги има транспортните податоци како регистрацијата на возилото, CMR бројот, поднатаму е складиштето и самото наименување, самата ставка внатре. Така ќе искористиме истата за да креираме ICS 2 документ. Интерфејсот, логиката е иста, како се креира, има дел од акциите кои што се за работа со самиот документ, креирање, измена, копирање, клонирање, се е тоа исто, валидација според нашите превземени правила, значи и од ICS и нашите интерни правила за кои што ги користиме за интегритет на самиот документ, значи што е задолжително, како формат да бидат по лињата, потоа од кога ќе се исправат тие грешки, ова и ќе ви кажам зашто го спомнувам сега, доаѓа второ ниво на грешки, втора валидација која што најчесто би требало така, освен ако не перфектно пополниме декларација, па потоа ги проверува бизнис правилата од самиот ICS, за да добиеме некој формат кој што би бил во голема застапеност и како таков точен при праќање во ICS. Прво нешто, ќе пробаме да креираме декларација од NCTS. Со опцијата од NCTS се позиционираме на предметот прво, зашто мора да земаме предмет. Да, со селектиран предмет, за да може да ги превземе податоците за предметот, на кој да ја закачи, зашто таква е структурата кај нас, секогаш предметот содржи декларација. И еве ќе земеме последната, овде се дадени по ред. Ова е последната која што беше во статус 28, со добиено МРН. И веднаш тука, податоците кои што успеале да бидат најдени, детектирани од NCTS, се превземаат, се мапираат автоматски на ICS. Во овој момент можеме ние веднаш, ако не се лажам, да ја зачуваме декларацијата како таква во предметот. Сега моментално во тој предмет постои оваа декларација и ќе продолжиме со пополнување на податоците. Сега, re-entry specific, овде е FPS-ет, моменталниот датум е денешниот, на кој што
изработуваме. Сега, прво влегување да речеме, во рутата на земји, во првата земја која што е дел од Европската Унија. Таа испостава се очекува овде. Во случајов за да откриеме како ние изработуваме декларацијата, гледаме дека е испраќачот од Германија, примачот е од Словенија, и затоа одиме првата граница која што се поминува од Германија према Словенија доколку рутата е преку Австрија, тоа би била австријска граница, испостава. Потоа се следи, значи овој дел е задолжителен, исто како и во NCTS-от, идентификатор за возилото, кој што во овој случај е регистрација на патниот транспорт. Ради пример ќе дадеме македонски ознаки. Регистрацијски број, модот е овде патен транспорт. Овде секогаш ќе биде фиксно за патен транспорт 310 како код, ќе биде единствено возможен во овој случај за сега. И националност на транспортот ќе ставиме дека е, ради регистрацијата ќе ставиме дека е МК, иако не е дел од ЕУ. Сега земјите на рутирање, прва е земјата на примачот или земјата на утовар, поточно е правилото. Само да не заборавиме претходно, правилото овде стои actual date and time of departure и estimated date and time of departure. Значи, или се знае точното време на поаѓање, или се знае проценето одредено време, како да го наречеме, и отприлика проценето време на пристигање. Правилото е дека мора да има едно од овие две, меѓутоа само едно и мора да го има ова секако. Значи, или actual или estimated, а arrivalот мора да е секако. Интернет, тоа. Само нешто со интернетот да не е проблем. Да, еве. Малку снема интернет за тоа. Евака, следното е, нели, рутата на земји, во случајов рековме преку Австрија, нека биде АТ. И последната дестинација на растовар е Словенија. Задолжителен е начинот на плаќање. Во случајов ќе користиме, не се евалуира која е точно гаранцијата, меѓутоа може да се сетира. Но бидејќи не се превзема и немаме точен податок, сега ќе користиме кеш. Сега, место на прифаќање, место на достава, место на утовар и истовар. Овие, бидејќи биле превземени, така била изработена самата декларација за испраќање, биле превземени од тука, затоа ќе оставиме МК, меѓутоа за да биде валидна треба да ја смениме во Германија. И ќе додадеме дека е локацијата исто секаде кај што се додава земјата, ја бара и локацијата, местото. Нека биде Словенија. Потоа место на прифаќање исто треба да е, ова е Словачка. Местото на достава е исто, тука тие се, доколку се разликуваат, се различни. Да, CMR-от, ово е фиксен, бидејќи таму е така закоцен, превземен од NCTS, меѓутоа ќе се смени со конкретен број. Ова е транспортен документ кој што е патен лист, различни типови. И до тука е декларацијата. Океј, следниот дел е што е битен, учесниците, испраќач, примач, носител. Сега во случајов овде ќе биде добро
А, да. Само секунда да го земеме еури бројот од мора да се стави. Секогаш е задолжително да биде да се внесат името на декларантот и на носачот како такви. Значи улицата, бројот на адресата, поштенскиот број, градот и земјата, представникот не е задолжителен, доколку има представништво, има опција за директно и индиректно, двојка и тројка. Исто така и типот на лице кој што е, односно на учесник, е физичко лице или правен субјект. Битен дел е податок за комуникациите. Сега, декларантот и транспортерот секогаш мора да имаат валидно легално бројче земено од Европска унија. Во случајот ќе го користиме примерот што го имаме од словенечката тестоколина. Така, да, ова е задолжително полето и да, правно лице. Правно лице овде. И сега овде е тест. Може да се додаде тип имейл, електронска пошта или тип телефон за комуникација со тоа лице. Јас ќе пробам овде. Ова задолжително? Не, само ви. Истото важи и за другите. Ќе зачувам и таа секција. Овде ќе ви биде доделено поконкретно податоците кои што треба ги одредиме, кои што ќе се листат исто како во NCTS-от, кој што го знаете. И потоа одиме во делот на самата складиште и наименувањата. Сега тука е задолжително исто да се стави типот на транспортен документ, патна белешка со одреден број. Нешто што е битно да се спомене дека треба, доколку еднаш се прати овој број, да, треба да биде истиот од consignment и доколку е веќе пратен, регистриран во системот на ИЦС, во случај да се копира од постоечка декларација и така натаму, треба да се внимава секогаш да се смени овој, да не е истиот, бидејќи тие враќаат после функциска грешка дека е веќе регистриран овој документ. Исто и платежен метод и овде мора да се додаде исто како и горе. Земјот ова исто, значи сите локации што се задолжителни поскоро. UCR бројот е задолжителен исто на консенмент. Сега тука, земјите на рутирање мора да се додадат и по складиште. Тоа се Германија, Словенија и исто на ниво на ставка понатаму, која што имаме превземена. Значи, хармонизираниот код што е тарифен е превземен од NCTS, описот е превземен од NCTS,
бруто тежина и типот на колети, со бројот на колети и ознаката. Потоа задолжително е пак пограничниот транспорт, што го барат истиот и на ниво на наименување. Тука е тип број на регистрацијски број на патен транспорт. Навлекачот. Значи тука и друга. Сега, правилото е, ако од учесниците се од тип 2 и се тоест примачот или локацијата кај што се истовара е во Европска Унија, во тој случај треба на складиштето да се наведат дополнително податоци за купувач и продавач на задолжителни се во тој случај. Да, во тој случај се задолжителни и треба ја урезаме. Така. Не? Добро, не било задолжително број, може само да се внесат основните податоци, тоа се како правно лице со адреса, број, поштенски код и тест продавач. Германија. Зачувуваат податоците и со позиционирање на самата декларација, прво испраќаме барање за да се извалидира и тука оној првиот да речеме слој на правила кој што наспроти кој што се валидираат податоците, тоа е испраќачот и примачот, вика задолжителен е поштенскиот код и исто тука форматот на кој што се дава локацијата, тоест адресата, може да биде преку поштенско сандаче со број или не треба улица која треба поштенско сандаче, ама треба поштенски код на градот. Има и тие сите се тука значи обработени со тоа што ќе ви се даде. Ако нешто од форматот кој што пробувате да го испратите не е окей, ќе ви го даде тука. И сега во случајов треба да се вратиме, бидејќи сме тргнале со град, улица, ни треба и поштенскиот код, што тука сме го предвиделе. Успешно. Отвори дали широм. Добро. Да се стави. Сега, со валидирање, ќе го повториме повторно чекорот, малку се згубивме. Значи имаме успешна валидација, потоа освежуваме за да потврдиме дека ни е успешна, дали е валидно, се штиклирано, значи буквално истиот принцип како на NCTS и се праќа основната порака која што е FP10 за барање за ICS документ. Штом го испратиме како успешно, овде е малку
Не знам дали е ради околината или едноставно така интегриран сервисот, малку е побавно и можеби ќе треба неколку пати да ги ажурирате пораките за да се добие следната од ИЦС повратна. И овде добивме МРН, што значи валидни ни се податоците. Немаме никаква функцијска грешка. Описно е дека ЕНС регистрацијски одговор, што значи регистрацијата е направена и како таква, така им се формулирани да кажам. Така следниот одговор е така. Сега следното нешто кое што се чека е потврда од риск менеджмент. Следната порака е R03 која што е завршна. Да. Сега ние што имаме како начин на пополнување е исто во ова да го направиме доколку не користите NCTS на Freighted, да се импортира од файл. Јас сега немам точно валиден XML кој што можам да го искористам, меѓутоа некој што системски бил изваден од NCTS царинското или бил пратен или како и да е од транспортерот било кој или од друга компанија, едноставно ќе се импортира преку файл, преку XML и ќе се отвори истата форма која што беше за изработка на документов. Доколку не ги користите воопшто ни NCTS или не користите оваа опција, со позиционирање на предмет се оди на креирај нова, додади нова декларација и исто стандардно рачно се пополнува, тоа не е никаков проблем, со тоа што е празна формата и додека со користење на NCTS 5-ката во Freighted, голем дел од овие податоци ќе бидат покриени, во иднина ќе бидат и поголем дел од податоците измапирани, така што ќе треба минимум внес од ваша страна. Сега, процедурата која е за како да ги валидираме податоците, максимум што сме можеле од правилата да превземеме на наша страна, сме ги превземале, можеби ќе бидат додадени дополнителни доколку се откријат, бидејќи така малку се ограничени податоците околу системот како до крај она кор функционира, со тоа што вие имате овде преку Validate двослојно, еднашка се оди валидирање на самиот документ, а потоа и бизнис правилата кои што се наспрема XML шемата, така што единствено нешто што може да промакне би било, не знам, можеби неточен неори број или нешто такво, со тоа што тој би бил начинот како да си ги проверувате постојано податоците. Возможно е да се зачувува на секој документот и вие на секој да се валидирате едно по едно додека не добиете некој валиден шаблон со кој што после најчесто и ќе си работите. Другите пораки се стандард измена, барање за измена, значи порака за барање за таа порака да ја врати, потоа од кога ќе направиме измената, се отвара формата во мод за изменување, се зачувува и оди во статус некој А10 мислам дека беше, штом дојде на тој статус, значи дека е спремно барањето и може да се испрати. И исто така и откажување. Сега бидејќи нема ништо да смениме, ќе ни го прифати, може да го презентираме откажувањето. Јас претходно ќе направам една копија ради понатаму пример. И да, може да пробаме. Ајде. Се отвара истата форма за обработка на документот. И ќе смениме назив на самото наименување. Штом зачуваме, декларацијата е ажурирана, исто, и ја добива А0 статусот кој што е промена. Потоа директно може без да се валидира, бидејќи е добиен статусот како ОК, се праќа потоа се чека, овде може малку да се почека 2 пати, 3 пати да се повика ажурирање пораки, меѓутоа сега на прва го врати. Само се извинувам по created. Сторете? Да. Моментално има N03 статус и е Assessment Complete Notification, што значи промените се прифатени. N10, еве го, Amendment Notification, N10, така да, и може повеќе пати да се прават измени. Сега значи пак се оди Amendment, креирајте барање, да, додека не дојде до наредниот статус, окей, вака потоа
пак ќе се врати во А0, па пак N10, се додека не се потврдат сите тие промени и на крај, доколку треба да се откаже, само се праќа откажување за барање, to invalidation, и ова е нешто што не е исхендлано, меѓутоа може да освежиме пораката, тоа е некој технички проблем. Еве, помина, сепак беше испратено и вика, имаме барање за Q, што ме Q, тоа е барање, и потоа треба да ажурирам уште еднаш за да дојдем на статус R. На R статус. Q обично одговорите се R, барањата од нивна страна се Q. Значи секогаш што има Q, они последни одговориле. И чекаме да дојде до R, до нашето. Значи invalidation acceptance response, што значи откажувањето, сме добили одговор дека е прифатено откажувањето и ова е завршен процес. Тоа се сите сценарија што се покриени, кај што 5-10% од случаите, во многу малку според анализата на словенците е дека овде има реферал, има тип реферал, amendment и реферал за информации, каде што ова ќе биде достапно на продукција, сега се одвоени самите сервиси во тестоколина. Тоа е посебно сценарио кој што ќе го реконструираме понатаму кога ќе дојдат тие случаи, каде што следната порака од N01 е R03, кај што не се добива N03 како завршно, туку се добива R03 како барање за дополнителни информации од нивна страна, каде што ќе бараат тие supporting transport documents кои што ги додавате да се прикачат, или ќе ви дојдат тип, значи реферали доаѓаат од RFI и AMD. RFI е самиот реферал кон документ, кон реален документ кој што треба да се прикачи, или можеби тој R03 статус да ви бара amendment да направите, значи на некој од главниве податоци на консайнментот, за потоа да се прикажат внатре, исто како во NCTS дополнителните пораки што се прикажуваат внатре во самото дрво на навигација, ќе дојдат под тоа. И во такво сценарио ќе се отвори нова, кај што ќе ви ги има наброено по код и вредност за кој документ бараат. Вие доле ги допишувате, ги закачувате и се отвара нова опција тука која што ќе биде достапна да се прати рефералот и потоа се праќаат од овде пораките, односно таму се обележува кој amendment дека сите барања се покриени, или ако е реферал се закачува документот и од овде соодветно се праќаат тие. Сега кога ќе праќате вие внатре барања, тоа ќе биде малку подетално и поубаво објаснето таму, и ќе биде очигледно, мислам буквално што се валидациите, нема ништо посебно тука. Тоа сценарио е во тест фази на тестоколина и ќе го има од први достапно. Ама е ретко, како што спомнаа они од нивна анализа, 5% од случаите бараат дополнителни документи. Сега на почеток нашите транспорти ќе поминат и со ваков валиден ICS документ таму. Тоа е се околу начинот на креирање и праќање, значи стандардно, како во NCTS. Ова ви на вниманието, и ако има некои кратки прашања околу изработката на самиот документ, може да се праша и на кратко само да објасниме. Околу техничкиот дел повеќе само би било добро. Фала ви. Сега. Дечки, се надевам дека ви беше доволно јасно да фактички да разберете отприлика како би одело креирањето на овие NS документи. Доколку имате прашања во врска со креирањето на документите, ве молам пишете ги во чатот, затоа што мислам дека ќе направиме голем хаос доколку возможиме сите да зборуваме. Напишете ги се што можеме, веднаш ќе одговориме. Доколку нешто и ние не го знаеме,
ќе се потрудиме да дадеме одговор на вашите мејлови или ќе најдем некој начин друг. Доколку нешто треба и некој од царина го знае тој одговор, би замолил да го презентираат одговорот, а доколку и некој од вас го знае одговорот, би замолил исто така да вака некако заеднички ги разрешиме сите нејаснотии што може да се појават. Јас сега ќе пробам да го најдам чатот и да видиме какви се прашања имаме. Дали ќе има снимена верзија на оваа презентација? Да, оваа презентација се снима и ќе ви биде доставена на мејл на сите што присуствувате денес. Да, еве Горан одговори дека ќе испратиме. Исто така ќе испратиме и претпоставувам сите се прашувате како тоа што тоа би значило за вас од аспект на понуда и на користење на програмот. Денес ќе ви испратиме понуда која што ќе опфати неколку опции, значи мали, средни, големи корисници, слично како што тоа се случува со NCTS 5. Разликата е во тоа што сега сме некако зависни од словенци, од други системи, каде што мораме да речеме соработуваме со нив, така што ќе има некои различни, да речеме, различни тарифи во однос на NCTS 5, но ќе ги објасниме сите во детали и ќе ви кажеме што тоа значи. Сега за сега и нема прашања, како што гледам. Океј. Офелија се јавува да сака да праша. Овели Офелија. Здраво на сите, здраво Боби, ви благодарам за презентацијата. Јас само би искоментирала, затоа не можев да куцкам. Имам сознание дека се тоа ќе се одлака. Уствари дека нема да има потреба, барем не знам сега датум и они уште не знаат, ова ми информација од страна на Хрватска царина. Не ја знаат точниот датум на одлагање, меѓутоа дека ќе има одложување. Видов и на веб страната на Србија, чисто да бидат информирани сите, затоа го споделувам ова. Видов на српска страна, на нивната веб страна, они објавија дека србите си продолжуваат со NCTS 5, што беше услов? Условот беше нели почнување на NCTS фаза 6 со ICS 2. Сега, србите објавија дека они ќе си продолжат со NCTS 5, АДК, стоката која што ќе влегува во Европска унија преку Бугарија, со оглед дека Бугарија е веќе во ќе почнат од 1.9 со NCTS фаза 6 со opt-in опција, само према нив ќе поднесуваат влезна збирна декларација. Не знам ако има некој друг вакви сознанија, мене така вчера ми пиша. И сега збунки настана многу околу ова еори и дали нашите извозници мора да имат еори број. По спецификациите не ги што и гледав и по ова денешна презентација, само да расчистиме неколку работи, затоа се вклучи. За наши извозници, за при пополнување ННС не е потребен еори број. Прво тоа да разграничиме. Еори број е потребен за превозниците, затоа што обврска за поднесување на влезна збирна декларација на страната на превозникот. А после има и случај кој може во име на превозникот нели да поднесе влезна збирна декларација. Еори број се врзува со NCTS 6 кој ќе биде нели opt-in, кога самата транзитна декларација всушност ќе ги содржи дата податоци од влезна збирна декларација, шифра 1. И затоа беше известувањето од Македонска царина на нивната веб страна кои шифри да се избегнуваат при пополнување на транзитна декларација. Но го имаме и тоа упред.
Претпоставам дека македонска царина ќе излезе со некоја информација околу станува од 1.9 или се одлука. Па, Океј, сега не знам, ние се уште не сме добиле официјална информација дека тоа се одложува, меѓутоа супер, информацијата е океј. Ако добиеме таква информација, нормално се дека знаете и ја споделиме секако. Дали некој друг има нешто да каже? Или да праша? Океј. Јас не гледам дека има други прашања. Во тој случај, јас би ви се заблагодарил на присуството и на вниманието. Ќе бидеме во контакт, ние сме тука, ги имате нашите телефони за поддршка, нашиот имейл за поддршка, нашите контакти кои што голем дел од вас ги имам и приватно, да речеме, можеме да се слушнеме, контактираме, споделуваме информации и да едноставно ви помогнеме за оваа транзиција да оди во најдобар ред. Благодарам на вниманието уште еднашка. Ќе добиете презентацијата на мејл и се слушаме за понатамошни прашања. Поздрав. Ви благодариме на вниманието, поздрав.